Обединетата македонска диаспора апелира до лидерите на двете најголеми политички партии да ги остават личните интереси и да се фокусираат на националните интереси на државата. ОМАД повикува на почитување на Уставот, што ги гарантира правата на сите државјани, вклучувајќи ги малцинствата, кои ги уживаат сите права во Македонија. Само со почитување на Уставот сите ќе се чувствуваат рамноправни, а повиците и идеите на некои политички лидери за двојазичност, кантонизација и федерализација на државата ќе згаснат и ќе бидат побиени од самите жители на државата, се вели во соопштенијето на ОМАД. Најголемата организација на македонците во диаспората ги повикува и амбасадорите да се воздржат од мешање во внатрешната политика. ОМАД ги повикува странските дипломати во државата да се воздржат од евентуални интервенции во внатрешната политика на државата, особено во каква било форма на притисок врз лидерите на политичките партии околу составот на следната влада. Секое мешање и притисок може да предизвика сериозни и долготрајни меѓупартиски и меѓуетнички проблеми во Македонија, додаваат од ОМАД. За македонците од Тампа, САД, секој обид да се оспорат резултатите од изборите е обид за изигрување на волјата и одлуката на македонскиот народ. Победникот на изборите е јасен и народот недвосмислено се одлучи за ВМРО-ДПМН. Поразениот треба да им даде приоритет на државните интереси, да го прифати поразот и за доброто на македонскиот народ да почне да делува како конструктивна опозиција. Македонскиот народ не смее да дозволи постизборен инженеринг за својата волја, се вели во отвореното писмо од Сдруженијето Македонско сонце од Флорида. Тие го обвинуваат Зоран Заев дека успеал да се испазари и со уцени да наметне услови преку кои диаспората ќе ги загуби своите представници во собранието. На ускратувањето на правото на глас реагираат и македонците од Виндзор, Канада. И покрај уредното пријавување, потврдено со потпис од председателот на ДИК Чичаковски, тие биле избришани од избирачкиот список. Ја прашуваме целата јавност, сите државни институции кои беа службено ангажирани за спроведување на изборниот процес, но најмногу ја прашуваме Државната изборна комисија, кој се дрзна да не избрише од избирачкиот список, кој се осмели да ни го повреди законски загарантираното право на глас, прашуваат во писмото. Констатирајќи дека бришењето од списокот е режирано од ДИК, од Македонскиот културен центар Виндзор сметаа дека тоа директно влијае на севкупниот изборен резултат. Од Сдруженијето апелираат да не се потпаѓа под притисок, да не се дозволи прегласување, формирање влада на широка коалиција, промена на Уставот, промена на името и федерализација на Македонија.